Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Министерството за надворешни работи нема намера да ја повлече или коригира едностранната изјава за македонскиот јазик. Првенствената цел со него е да се осигури употребата на чиста формулација за македонскиот јазик, без какви било објаснувања, додавки или фусноти во документите на Советот на Европската Унија, велат од Министерството за надворешни работи. Во таа функција, со оваа изјава се соопштува нашата позиција, пропишана во Уставот на македонскиот јазик како службен јазик на Република Северна Македонија на целата територија на државата и во нејзините меѓународни односи, велат од ресорното министерство. Додаваат и дека изјавата содржи делови од Уставот, резолуцијата на Собранието и заклучоците од Собраниската седница за информацијата за францускиот предлог. Според опозицијската ВМРО-ДПМН е пак, едностраната изјава на јазикот дадена од Министерството за надворешни работи е негација на македонскиот јазик и предаство на нацијата. Процесот на скрининг на македонските институции за усогласеност со Европската Унија е започнат и се очекува да заврши до ноември 2023 година, а до тогаш Македонија треба да ја заврши врската за измена на Уставот за внесување на бугарите во преамбулата, информира вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, објаснувајќи ги следните чекори откако во вторникот во Брисел нашата земја ги отвори преговорите за членство. Тој додаде дека процедурата нема да почне пред годинишните одмори. Поточно, календарот за уставните измени ќе биде утврден во септември. Вице-премиерот не беше прецизен дали владата ќе ги преземе првите чекори пред да го обезбеди потребното двотретинско мнозинство за да има гаранција за успешен процес. Вице-премиерот нагласи дека веќе 45% од нашето законодавство е усогласено со европското и додаде дека постојано се зголемуваат капацитетите за превод на македонски јазик. Продолжуваме со вестите. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ја прифати иницијативата за референдум за спорот со Бугарија, која изминатите денови беше најавувана од председателот на опозицијската партија Христијан Мицкоски. Генералниот секретар Ѓорѓија Сајковски изјави дека иницијативата е прифатена едногласно и во целост, а партијата почнува процес на широка консултација со експертската и општествената јавност за природата, карактерот и формулацијата на референдумското изјаснување. Од партијата велат дека остануваат против уставните промени со кои треба да се внесат бугарите во македонскиот устав. Социјалдемократите велат дека тоа што ВМРО-ДПМН не знае какво прашање ќе постави на евентуалниот референдум покажува дека партијата не знае каде тера. Тие, велат од СДСМ, бараа референдум и за преспанскиот договор, па го бойкотираа, а собираа потписи за референдум за пописот и на крајот се откажаа. Од владеачката партија истакнуваат дека нема да поддржат референдум кој што е против заштита на македонскиот јазик, идентитет, историја и посебност во преговорите со Европската Унија. Според нив, ВМРО-ДПМН само сака да направи некаква штета, а седницата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ја оценуваат како обична фарса, на неја велат само се исполнуваат желбите на Мицкоски. Еден полициски хеликоптер од утринава интензивно го гасе пожарот во Беровскиот регион. Леталото од воздух почнало со изфрлање на вода од 5 часот, информира директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Во секој момент се очекува да пристигне и ер-тракторот на дирекцијата за заштита и спасување. Во моментов на терен се и 10 пожарникари на територијалната противпожарна единица Берово и 30 припадници на национални шуми од подружницата на Берово, додава Ангелов. Соопшти и дека на помош пристигнуваат и пожарникарски екипи од Виница, Радовиш, Кочани, Струмица, Тетово. Информациите на терен говорат дека со интервенцијата на хеликоптерот утринава спречено е ширење на пожарот кон Боровата шума, како и дека од огнените јазици зафатени се околу 50 хектари шума. Во земјава вклучен портокаловиот аларм. Според најавите на метеоролозите, денеска не очекуваат пеколни горештини со температура до 41 степен Целзиусов во јужниот дел од државата. Екстремно топло ќе биде и во Скопје, каде максималната дневна температура се очекува да достигне 39 степени, а УВ индексот ќе изнесува 9. Високите температури ќе преовладуваат и во сабота и недела, пошто кон крајот на последниот ден од седмицава се очекува нестабилно време со пороен дожд и грмежи.
Надлежните донесоа препораки бремените жени и хронично болните лица и лицата со потешки заболувања да бидат ослободени од работните обврски, како и лицата кои своите работни обврски ги исполнуваат надвор и се изложени директно на сонце. Порачаа дека инспекторите ќе излезат на терен за да следат дали се почитуваат ваквите препораки. Продолжуваме со вестите. Според статистиките на здравствените власти, продолжува брзиот растечки тренд на нови случаи од коронавирусот во земјава. Според последната дневна статистика, по спроведени 1631 тест, регистрирани се нови 788 случаи на заразата. Најголем дел од новозаразените се во Скопје. Од вкупниот број на нови позитивни случаи, регистрирани се 191 реинфекција. Институтот за јавно здравје регистрираше и 541 оздравен пациент, а изминатиот период забележани се и 4 нови смртни случаи. 2 кои влегува во вчерашната статистика и 2 случаи од регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин. Според вака поставените параметри, бројот на активни случаи во земјава изнесува 3838. А за моменталната епидемиолошка состојба во земјава во текот на вчерашниот ден заседаваше Комисијата за заразни болести. Оттаму информираат дека и покрај зголемениот број на новозаразени, сепак состојбата во државата со вирусот е стабилна и дека засега нема да се воведуваат дополнителни превентивни мерки. Новина е само тоа што во текот на наредната недела ќе почнат со работа 5 ковид амбуланти на територијата на градот Скопје во поликлиниките Идадија, Ѓорче Петров, Јане Сандански, Ченто и во Чаир. Портпаролот на Комисијата за заразни болести Злате Мехмедовиќ појасни дека изминатиот период не е забележано зголемување на бројот на хоспитализации во болниците, како и дека во моментов најзасегнат е главниот град. Вести од светот, председателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и представници на Русија и на Украина денеска во Истанбул ќе потпишат договор за извоз на жито. Договорот е според планот на Обединетите нации да се деблокира извозот на украинско жито преку Црното море и да и се дозволи на Русија да извезува жито и вештачко ѓубриво. Тоа би можело да ја намали глобалната криза со храна, поради што се зголемија цените на житото и другите житни култури. Планот предвидува заедничка контрола на бродовите кога заминуваат и пристигнуваат во пристаништата на Црното море и механизам што ќе ја гарантира безбедноста на рутите, соопштија турските власти. Во Истанбул ќе биде формиран координативен центар за извоз во кој ќе членуваат представници на Обединетите нации, Турција, Русија и Украина. Европската Унија воведе нови санкции кон Русија поради нејзината инвазија врз Украина, откако 27 земји членки ги поддржаа мерките кои вклучуваат забрана за увоз на злато, дополнителни ограничувања на најголемата банка во земјата и построга контрола на извозот на некои технолошки производи. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека зголемените и продолжени санкции на Европската Унија против Кремљ испраќаат силен сигнал до Москва. Ке го задржиме притисокот силен се додека е тоа потребно, рече таа. Во понеделникот Европската Унија одлучи да ја зголеми војната помош за Украина за 500 милиони евра. Европската Унија досега вети вкупно 2,5 милиарди евра на Украина по инвазијата на Русија на 24 февруари. Министерството за надворешни работи на Русија соопшти дека Европската Унија со воведувањето нови антируски санкции продолжува да се вовлекува во ќорсокак. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Марија Захарова подлече дека ваквите форми и политики на притисок кон Русија се бескорисни. Погубните последици од вежбите на санкции на Европската Унија врз различни сегменти на глобалната економија и безбедност, вклучително и земјите членки на Европската Унија, стануваат се повеќе и поочигледни, додава таа. Седмиот пакет санкции на Европската Унија покрај забрана за директен и индиректен увоз, купување или пренос на злато од Русија ги вклучува и Сбербанк, мотоклубот Ноќни волци, Федерацијата Руски свет, актерите Сергеј Безруков и Владимир Машков.
Европската централна банка ги зголеми каматните стапки за прв пат по 11 години со зголемување од 0,5% наместо претходно очекуваното зголемување од 0,25%. Управниот совет презеде дополнителни клучни чекори за да се осигура дека инфлацијата ќе се врати на целта од 2% на среден рок. Одлучи да ги зголеми трите клучни каматни стапки на Европската централна банка за 0,5% се наведува во соопштението до медиумите. Според Европската централна банка, незината одлука била заснована на ажурирана проценка на ризиците од инфлација и дека сега е вистински момент да се направи поголем прв чекор на патеката за нормализирање на стапките на политиката отколку што беше сигнализирано на претходниот состанок. Советот на Европската централна банка истакна дека е можно понатамошно зголемување на стапките, но одлуките ќе бидат донесени во согласност со индикаторите за инфлација на идните негови состаноци. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.